Законот за рестрикции е непотребен во македонските законски норми и го доведува во прашање суверенитетот на Македонија. Правниците реагираат дека не може одлуки на други држави да бидат дел од македонските закони, а Македонија треба да се посвети на владењето на правото врз основа на донесување пресуди базирани на докази, а не со преземање на странски црни листи, потенцира адвокатот Сашко Дуковски. Таков закон не е потребен. Во ниеден момент не е потребен. Зошто? Прво и основно со тоа покажуваме дека не сме суверена држава, туку сме протекторат. Зошто? Затоа што State Departmentот од своји некогаш и политички причини некого ќе стави на црна листа и тоа нас ќе ни биде како предикативен факт кој што мора да се применува од страна на нашите органи. Адвокатката Јошевска Анастасовска смета дека се експериментира со нови законски решенија, оти власта сака да ги прикрие институциите кои не постапуваат во борбата со криминалот и корупцијата. Тоа се други држави, тука е дискутабилна сувереноста на нашата држава и дали може врз основа на овој правен основ да се изменува новој начин законот, но се чини дека државата или властите сакаат да компензираат за соодветните или некомпетентните институции кои самите не врз основа на црни листи на други држави, туку самите треба да детектираат криминал и да го соодветно гонат и санкционираат. Сите новости кои се внесуваат во законот веќе се регулирани, поттука не гледаат потреба од негово носење. Друг проблем се законските пропусти, како на пример рокот на траењето на рестриктивните мерки, кој може да биде злоупотребен. И сега обвинителот до донесување на правосилна пресуда во секоја фаза на постапката може да носи такви мерки. Замрзнување на имот, на сметки, одземање на патна исправа, напуштање на живеалиште, јавување на одредено лице, забрана на пристап. Милион мерки имате. Можното долго траење на рестриктивните мерки со оглед на тоа дека нема конкретни рокови во кои треба органите да постапуваат кога се во прашање рестриктивни мерки, а и со оглед на праксата може сериозно да доведат до злоупотреби и прекршувања. Иако Министерството за правда децидно остана против овој закон, министерот за надворешни не се откажа и откако еднаш беше вратен, со мали измени вчера помина на владина седница. Според правда, законските измени се во спротивност со Европската конвенција за човекови права, како и со принципот на владење на правото и правната држава.